Ќе започнам од она што и беше голем терет за сите нас, а тоа е одлуката за недобивањето на датум за почеток на преговорите. Едно големо разочарување во нашата држава, токму од причина што помина премногу долг период во чекање. Нашата влада направи премногу во овие 2 години, како што не се направиле во изминатите 20, да се отстранат сите пречки за добивањето на датум за преговори и за влез во НАТО, се разбира. Се решија проблемите со нашите соседи, се решија некои историски многу тешки околности. Да речам, се развлече се одврте еден Гордиев јазол, кој што ја држеше Македонија на едно место и практично одевме наназад, кога сите наши соседи одеа напред, кога сите наши соседи го зголемуваа својот GDP, кога растеа платите, ние следевме во место и одевме надолу. И кога сите тие проблеми се решија, се разбира дека македонските граѓани со право очекуваат добивањето на датум за почеток на преговори. Тоа беше еден голем удар за нас. Меѓутоа, тука не застанавме никој. За кратко време се соседовме и нашите либерални партнери рекоа која е таа храброст, која е таа одлучност која што имате после тоа разочарување кое што се рефлектираше и врз нив, да продолжите со своите лобирања, со својата упорност да се отстрани таа пречка која што ја наметна Франција и да се продолжи напред. Ние практично веднаш после тоа имавме конгрес во Атина на либералите на АЛДЕ и разговаравме со неколку и премиери на европските држави, со нашите партнери од Renew Europe, кои што на едногласно ја прифатија, односно не се согласија со одлуката на Европскиот совет и побараја Северна Македонија да влезе да ги отпочне преговорите. Значи, покрај формалната дипломатија која што ја води државата, многу важни се овие неформални дипломатски врски кои што ги имаат сите политички партии. Ние во АЛДЕ, која што е трета политичка сила во Европскиот парламент и практично ни една одлука во парламентот не може да се донесе без согласност на АЛДЕ. Тука се социјалдемократите во нивната заедница ПЕС, која што е втора политичка сила. Тука се ЕПП, кои што за жал беа насочени кон друго, а не кон пробивањето на патот, но се надевам дека и тие, но и зелените, конзервативците ќе застаниме сите заедно кон нашите приоритети, односно да го деблокираме патот кон брзо зачленување на нашата држава во Европската Унија. Патот кон НАТО е расчистен и јас очекувам дека за многу брзо време и Шпанија ќе го верификува тој протокол и веќе во првата половина од оваа година ќе можеме да го развиориме и знамето на НАТО во нашата држава, а она што е наш предизвик е тој празен јарбол кој што го остави Велика Британија да го пополниме и со нашето знаме. Можеби е малце символично, знамињата ни се слични и можеби судбината било нашето знаме да се замени и да се крени на тој празен јарбол во Европската Унија. Тоа ќе биде и мотив дека Унијата има иднина, дека излегувањето на една членка не значи големи турбуленции во иднината, дека Унијата е се уште атрактивна и има земји кои што сакаат да се приклучат кон истата. Токму тие причини ние на состанокот кој што го имавме во Брисел на 5 и 6 февруари со пратеничката група на Renew Europe афирмиравме една идеја да државата ги започне преговорите на 26 март, но тие да не траат неограничено, туку во период од едни 5 години до 2025 година да биде реално нашето зачленување во Европската Унија и при тоа не мора државата да ги има истите права како што ги имаат и останатите членки во Европската Унија. Добро е тие права да се прилагодуваме на стандардите внатре во Унијата, отколку да се прилагодуваме надвор, чекајќи пред вратите на Европската Унија. Тоа се случи и со Бугарија и со Романија, кои што влегоа во ЕУ, па потоа ги дореализираа некои нивни критериуми и услови и кога ги исполнија тие критериуми, практично му се отвараја привилегиите кои што ги нуди Европската Унија, како на пример пазарот за работна сила. Тој не се отвори веднаш кога влезе Бугарија во Европската Унија, тури после 5 години.
Не мора да имаме веднаш еврокомесар, ако Унијата се плаши од зголемувањето на администрацијата, може тоа да оди во еден транзицијски период и други активности кои што како ги исполнуваме критериумите, така ќе ни се даваат тие права кои што ги имаат и останатите држави. Впрочем, не сите беа членки на Шенген зоната, кога ги исполнија условите, така и државите се приклучува, или не сите се членки на еврозоната, како ги исполнуваат монетарните критериуми и услови, така го воведуваат еврото во своите држави и оние кои што сакаат да го воведат. Значи, тоа е една наша заложба, која што ја представивме и пред еврокомесарот за проширување и пред нашите партнери од Renew Europe, да извршиме сите заеднички притисок за оваа наша идеја да стане реалност. Вклучително во оваа насока, ние синоќа усвоивме една декларација. Сметаме дека Македонското собрание до неговото распуштање треба да ја реафирмира улогата и реафирмира желбата за една декларација за зачленување на државата Северна Македонија во Европската унија, тоа да се направи пред распуштање на парламентот, затоа што наша реална проценка е дека на 26 март треба да добиеме датум за преговори, почеток на преговорите. Се разбира, не треба да бидеме еуфорични, бидејќи секогаш до последен момент се нешто може да се случи. Меѓутоа, сметаме дека треба да ја афирмираме декларацијата од 2017 година и во неја да вклучиме новата методологија за проширување, поголемото учество на невладините организации и граѓанскиот сектор, младите во овој процес, да водиме сметка и што побрзо да ја имплементираме зелената агенда која што е усвои Европската унија, која ќе значи поздрав живот за сите граѓани во оваа држава, и она што е наша заложба да државата веднаш со започеток на преговорите практично биде канета на сите форуми на Европската унија во својство на наблюдувач, бидејќи е многу важно да бидеме во процесот. Колку повеќе сме вклучени во процесите, толку повеќе ние ќе се приспособуваме на критериумите од Европската унија. Денес ќе му представиме на нашите коалициони партнери СДСМ и сакаме тоа да биде заедничка декларација, не наша, тоа да биде една декларација на владината коалиција и се надеваме дека ќе ја поддржат сите. Се разбира да ја модифицираме, да ја разгледаме сите заеднички, да додадеме некои работи, одземеме, меѓутоа овој состав на парламентот заслужи покрај сите притисоци, покрај сите обструкции кои што им беа направени на пратениците, загрозен животот и на поранешниот премиер и на сите пратеници внатре, заслужија да ги донесат одлуките и за НАТО, но и да ја афирмираат нашата политичка желба да станеме што побрзо членка на Европската унија. Значи, генерално се тоа нашите заложби, либералите, колку се разбира и силно и влијанието на либералите во Македонија, толку ќе биде посилно и влијанието наше и во Европа, исто и со социјалдемократите. Многу е важно да се одржи политичката влада, за да може да се заокружат сите процеси, сите реформи кои што заеднички сме ги започнале, кога ќе влеземе во нормалните текови, ќе биде ирелевантно кои политички сили се на власт, бидејќи назад не може да ја вратат состојбата. Меѓутоа, во овој период, додека трае реформата, додека трае процесот на етаблирање и застврстување на нашата држава, навистина неопходно е реформски сили да ја водат оваа држава и од тој аспект даваме целосна поддршка на оваа владина коалиција и ние сме прилично убедени дека ќе продолжиме и во иднина. Граѓаните ќе доделат нов мандат, чист мандат, кој што ќе значи навистина посериозно средување и на домашните проблеми кои што ги тиштат граѓаните, кои што можеби реално беа запоставени поради решавањето на крупните прашања од кои што зависеше де факто и иднината на државата. Еве толку е она што би имал да го додадам. Јас еве и официјално би му предал таа наша заложба и декларација на претседателот на СДСМ. Се надевам дека таа ќе стане заедничка наша декларација практично на социјалдемократите и либерал-демократите. Благодарам.